Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 на минути ќе зборуваме за малку невообичаена и би рекол неактуелна тема, односно непозната тема за пошироката јавност, но за сега доста голем број на граѓани, а тоа е значењето на плунката за оралното здравје. Мој денешен гостин и соговорник во магазин Здравје на оваа тема е професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет Скопје и професор на катедрата за болести на устата и пародонтот. Професор Ивановски, добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Добар ден и благодарам за поканата за гостување во вашата емисија. На почеток да се коригирам сами од себе си, реков неактуелна тема, меѓутоа за вас стоматолозите, посебно од катедрата за болести на уста и тоа како е актуелна тема, бидејќи претпоставувам дека имате доста голем број на и пред се научни истражувања, но и граѓани, односно пациенти кои имаат проблем со излачувањето на плунката. На почеток, зошто е важна плунката пред се за оралното здравје? Така, невообичаена тема, точно, се согласувам со вас, бидејќи ретко се зборува јавно вака за плунката и нејзиното значење. Инаку, плунката едноставно можам да ја наречам дека представува вода на животот во оралната празнина. Наједноставна споредба е со телесната течност крвта, за која што сите знаеме дека циркулирајќи низ организмот ги снабдува сите клетки и ткива со хранливи материи, без кои што тие ткива не би функционирале. На сличен начин, плунката, која што постојано се лачи во устата, ги снабдува забите и другите орални ткива со различни материи потребни за нивното одржување во здрава состојба. Крвта исто така ги отстранува оние непотребни материи од органите и ткивата преку различни системи за излачување на непотребните материи. Би го споредиле тоа со плунката. Плунката постојано, промивајќи ги и забите, и оралните ткива, ги отстранува оние штетни материи присутни во устата, кои што би предизвикале различни заболувања во устата. Таа создава еден невидлив филм на забите и на сите меки ткива во устата, кој што филм е воглавном од најголемиот протеин присутен во плунката, тоа е муцинот. Ги заштитува така ткивата, делува подмачкувачки на оралните ткива како еден вид лубрикант, спречувајќи го триењето на меките орални ткива, спречувајќи го нивното отштетување при внесување на различни хранливи материи кои што се погруби по конзистенција. Понатаму, таа со постојаното испирање на забите ги раствора за останатите честички на површините тешко достапни за чистење. Тоа го прави со најзначајниот ензим присутен во плунката, тоа е саливарната амилаза, ги разградува особено скробните честички со кои што исхраната на современиот човек е многу застапена, и на тој начин го спречува размножувањето на голем број на бактерии кои што би предизвикувале или кариес, или пародонтопатија, или други оштетувања. Другите функции значајни, не само за оралното здравје, се и за општото здравје и останатите органи. Затоа што устата е почетен дел на системот за варење на храната. Тука започнува варењето на храната. Плунката го натопува залакот, го олеснува жвакањето на храната, го возможува голтањето. Тоа се многу значајни функции кои што го овозможуваат и оралното здравје, а на индиректен начин придонесуваат и за општото здравје и за една добра благосостојба на човековиот организам. Како се создава всушност плунката и што содржи во својот состав? Има ли во државата лабораторија, например, ако сакам јас да испитам каков квалитет на плунка и дали доволно плунка имам, каде можам тоа да го направам? Така, плунката пред се е производ на големите плунковни жлезди. Постојат 3 такви плунковни жлезди, 3 пара би рекол, бидејќи се тоа парни органи, заушни плунковни жлезди, тие се најголеми, подјазични, подвилични и голем број на мали плунковни жлезди кои што се локализирани по целата орална лигарица и тие постојано во текот на денот излачуваат плунка. Плунката по својот состав
делумно е изградена од компоненти кои што потекнуваат од крвта, бидејќи крвните садови, поминувајќи низ самите плунковни жлезди, прават една ултрафилтрација, па голем број на електролити, ензими, некои од имуноглобулините, отпадни продукти, уреја, креатинин, поминуваат од крвните садови преку плунковните жлезди и се излачуваат во оралната празнина. Но и дел од компонентите кои што се многу значени, имат многу значајна функција, се создаваат во самите плунковни жлезди, во клетките на плунката, како што е спомнав саливарната амилаза, муцинот, други протеини кои што се исклучиво присутни во плунка. Делот од вашето прашање беше за испитување на плунката. Во нашава држава во главном се работи на научно-истражувачка работа со цел на научно-истражувачки испитувања, се испитува плунката. Кај нас на стоматолошки факултет постои лабораторија и Или при случај на некоја состојба или некое заболување не само во устата, во таков случај може да се испита индивидуално? Плунката во поново време добива се повеќе на значење како дијагностички медиум. Односно, се прават бројни истражувања за да се замени испитувањето на крвта да биде направено во самата плунка. Благодарение на добрата корелација на дел од компонентите присутни во плунка со компонентите присутни во серум. Такво едно истражување правевме кај пациентите со бубрежни заболувања, со различен степен на бубрежна инсуфициенција. Регистриравме дека многу добра корелација постои помеѓу урејата во крвта и урејата во плунка. Многу е поедноставно да се земе плунка и да се испита урејата во плунка, отколку сепак се работи за венепункција, боцкање и поинвазивна е методата на земање. Но се уште тие истражувања, би рекол, немаат многу широк замав земено во нашата држава. Во последниве десетина години го правиме тоа на нашиот факултет. Младите колеги се повеќе се обидуваме да ги заинтересираме во таа област и да се развива таа област. Се надевам дека ќе одите се понапред и понапред. Се надевам јас дека ќе продолжат тие истражувања. Пред да продолжиме понатаму, да ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање на денешната тема, значењето на плунката за оралното здравје и исто така и за сува уста, односно недоволно излачување на плунка, за која ќе говориме малку подоцна во емисијата. Исто така може да поставите прашање на добро познатиот телефон 02-3116-566. Мој денешен гостин и соговорник е професор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет и професор на катедрата за болести на уста и пародонтот. Она што ме интересира, професоре, е колкава количина дневно просечно се излачува плунка кај една возрастна индивидуа? Односно кај еден човек? Така, варираат вредностите на излачена плунка кај една индивидуа и варираат и во текот на денот. Вие самите сте забележале сигурно во утринските часови веднаш после станување дека устата ви е сува. Сува, да. Тоа е затоа што во периодот на сон, некаде после 12 часот навечер па до разбудувањето на сабајле, речиси и да не се лачи воопшто плунка. По станување започнува лачењето на плунка. Како се зголемува активноста во текот на денот, се зголемува лачењето на плунката, се до вечерните часови, кога почнува полека да се стагнира лачењето на плунката. Тоа е така наречениот дневно-ноќен ритам на секреција на плунка. Кај различни индивидуи е различно количеството на излачена плунка. Во постарите учебници, постарите сознанија беа дека некаде околу 1,5 литар на плунка се лачи во текот на денот, меѓутоа, она што сега го знаеме дека варира од 600 мл до 1000 мл. Ние тоа секоја година го правиме на практичната настава, односно до 1 литар, студенти, да, го правиме мерење на дневниот ритам на лачење плунка и добиваме вредности кај некои од здрави млади испитаници кои што немат никакво заболување од 500 мл па кај некои до 1500 мл. Варира. Различни фактори се кои што влијаат врз самото лачење на плунка. Колку хидратацијата, течностите имаат влијание во количината или тоа е сосема минлива работа? Прашањето ви е сосема во ред.
Хидратацијата на организмот е многу значаен фактор за количеството на излачена плунка. Колку е похидриран организмот, колку повеќе вода се внесува течности во текот на денот, толку е поголемо и излачувањето на плунката. Бидејќи во оној дел во прашањето каде што ме прашавте за составот, тука не спомнав дека околу 98 до 99% од составот на плунката всушност е водата, која што по пат на ултрафилтрација од крвта пристигнува во плунковните жлезди и се излачува во устата. Оној 1% се многу значајни материи кои што се извонредно значајни за здравјето на устата. И замислете, во тој 1% има некаде над 2000 различни протеини кои што имаат извонредно значајна улога за здравјето на устата. Ако ја исклучиме дехидратацијата, зошто кај некои луѓе се јавува сува уста, односно стоматолошкиот термин ксеростомија? Ксеростомија е симптом за сувост на устата. Сувоста на устата најчесто настанува како резултат на намалено лачење на плунката. Но кај некои индивидуи, иако е соодветно лачењето на плунката, го имаат тоа чувство на ксеростомија, односно на сувост на устата. Па затоа имаме вистинска ксеростомија и псевдоксеростомија. Што значи тоа? Вистинска ксеростомија кога имаме сувост во устата и на вистина ние при нашите испитувања утврдиме дека е намалено лачење на плунката. А псевдоксеростомија кога утврдиме дека има присуство на плунка, а сепак индивидуата чувствува сувост. Вистинската ксеростомија, односно причините кои што доведуваат до намалено лачење на плунката се бројни. Тоа се различни системски состојби, заболувања, би рекол. Од ендокрините тоа е дијабетот и тоа неконтролираниот дијабет. Да, многу често ќе слушнеме кај дијабетичарите сува уста. Сувост на устата, неконтролираниот дијабет, заболувања автоимуни на тироидната жлезда. Многу значаен фактор е автоимуното заболување, наречено Сјогренов синдром, кој што ги зафаќа не само плунковните жлезди, туку и останатите жлезди во човековиот организам и доведува до уништување на ткивото на плунковните жлезди, поради што и не е можно лачење на плунка. Најновите податоци говорат и за оваа последнава пандемија која што беше присутна, која што не зафати и нас овдека, дека кај 46% од пациентите со COVID е забележено присуство на ксеростомија. Но како најзначајна и најчесто присутна причина за ксеростомија кај нашата популација е полимедикацијата. Што значи тоа? Земање на многу различни медикаменти. Тоа е особено изразено кај повозрастната популација над 65-та година од животот. Капчење за притисок, капчење за шеќер, за срце. Најчесто над 5 медикаменти секојдневно земање, тие најчесто и предизвикуваат намалено лачење на плунка. И да не ги заборавам, причините кои што се исто така многу сериозни за намалено лачење на плунката, тоа е цитостатската терапија за различни малигни заболувања и зрачењето во пределот на главата и вратот заради третман радиолошки на малигноми, кои што ги зафаќаат секако, зрачењето го зафаќа и плунковните жлезди. Тоа се најчестите причини за ксеростомија предизвикана од намалено лачење на плунка. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден и до вас. Поздрав до гостинот и до водителот, до телевизија Сител. Сакаме да прашаме нешто во врска со плунката. Јас сум оперирана од тироидна жлезда. Тироидната жлезда ми е извадена. И сега, порано не е било така. Сега во неколку време, навечер кога бедење не ја осетувам ништо, а на ноќе кога си легнам, ми течат као лиги, извинете така што се изразам, лиги ми течат и тоа као рози, као забите, и мијам се до вечер забите и сабање и на пладне, и вечер мислам, и пак, и после тоа се затушува плунката, па ми е суво напред за тешкиот дел и морам со водичка
да морам да одма да исплакнам устата, да исплакнам. Так. Што може да биде тоа доктор? Ви благодариме за зајавувањето. Доколку имате подпрашање додека гледачката е на линија или веќе знаете каква насока во ред. Секако ви благодариме за зајавувањето. Она што може да го разберам од прашањето на Остранета тироида. Гледачот, тироидата е одстранета. Спомнав дека факторите за намалување, налачење на плунката се и заболувањата на тироидната жлезда, но не е тоа директно причина за овие симптоми кои што ги има гледачот кој што се јави. Она што го спомна дека во текот на ноќта му се лачи погуста плунка. Да. Причината е она што го спомнавме претходно. Во текот на ноќта, заради намалените активности, намалено е лачењето на плунката. Па за останатиот дел од плунката го чувствуваат како леплив во устата, препорака. Пред спиење задолжително добра орална хигиена, земање на секогаш тие индивидуи кои што имаат потешкоти во текот на сонот, до нив да имаат чаша со вода и доколку почувствуваат потреба во текот на ноќта, проголтување неколку пати на течност. Тоа е она едноставно што можам вака да го кажам без преглед на но секако да се консултира и со стоматолог. Прегледот интраорален и сиалометријата како метода за мерење на протокот на плунката е многу значаен и тоа треба да се направи. Корисни совети. Да го слушнеме прашањето и од следниот гледач. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ќе ве молам едно прашање ако може. Повелете. Вака, 70 години имам. Така. Исто како претходниот гледач што кажуваше. Преку ноќта целосно устата ми се исуши, вода додека не голтнам, не може да прокарам ништо, дури толку ми се исуши устата. Шекер имам на 6,8 и на грлото имам од левата страна таа една ницина ме боли можда кој на неколку години. Испитува грлото, носот, ништо не ми пронаоѓаат, а ја проблеми имам со устната шупљива. Па ќе молам што да правим да ми кажете. Само дали во текот на денот ја има таа сувост во устата? Нема толку во текот на денот, само ноќта и печење во устата имам по денот. Печење, како луто да съм јала, луто никако. Пресушеност, што се вели. Благодарам Ви благодариме, господјо, секако ќе добиете совети вие и за што се работи. Благодарам за прашањето. Ова е интересна проблематика која што е поврзана со сувоста во устата, но не знам дали забележавте, гледачката спомна во текот на денот, затоа ја прашав, во текот на денот чувствува печење како да ја гори устата. Станува збор за еден така наречен жаречки синдром во устата, кој што покрај другото се карактеризира со сувост во устата, ксеростомија за која што зборуваме, со субјективни чувства на жарење, горење, печење во устата и пореметен вкус. Кај оваа гледачка задолжително би требало да побара помош на клиниката за болести на устата и пародонтот, да се утврдат причините зошто доаѓа до тоа, во склоп на клиничкиот центар, да се даде соодветна препорака. А инаку, повторно во периодот на ноќта го спомнавме ние во разговорот со вас дека тогаш речиси и да не се лачи плунка. Пациентите кои што тоа го чувствуваат, задолжително да земат она покрај што рековме чаша вода, постојат и навлажнувачи на устата, кои што може да ги стават навечер пред спиење и во еден период на сонот ќе го имаат тоа чувство на соодветна влажност во устата, го има тоа во нашите аптеки, тоа е на пример боракс глицерин, а во посериозни состојби, али сепак за тоа треба преглед, се препорачуваат препарати на вештачка плунка. Доколку имаме и следен гледач, накратко, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Да, очигледно очекање гледачот се исклучил. Професоре, дали сувата уста е минлива состојба или треба задолжително да се побара стручна помош од соодветен стручен стоматолог? Во одредени ситуации таа може да биде минлива. Да речеме, по престанување на цитостатската терапија, ако пациентот земал цитостатска терапија во еден период, па престанува со таа терапија, повторно се враќа соодветното лачење на плунка.
При одредени стресни состојби, исто така, зашто јас неколку пати се напив вода кај вас? Так. Ова не е природна средина Да. за мене, јас сум малце изложен, нели? Како ние која ќе отидеме на стоматолог и ние Така е. имаме малку стрес. Во одредени стресни состојби, зборам за долготрајни стресни состојби, кај луѓето се намалува лачењето на плунката. Секако тоа е минлива Да. состојба. Прекинување на некој друг медикамент или замена на медикаментот кој што предизвикува сувост на устата е минлива состојба. Но оние промени, оние заболувања кои што ги спомнав, кои што доведуваат до трајно уништување на ткивото на плунковните жлезди, тие доведуваат до една трајна состојба на намалено лачење на плунка. Така да луѓето, индивидуите кои што страдаат од сувост на уста, ако по консултација со нивниот матичен лекар во врска со терапијата која што ја примаат, во врска со заболувањата кои што ги имаат, не им помине таа состојба на сувост на уста во еден подолг период од неколку недели, тогаш задолжително треба да побараат помош кај специјалист по орална медицина, односно на клиниката за болести на устата и пародонтот. Професоре, накратко само бидејќи сме ограничени, како се третира оваа состојба ксеростомијата? Третманот на ксеростомијата повторно е поврзан со причините, Так. но три групи на мерки кои што треба да се преземат за да можеме да ги накратко да ги спомнам, се превентивни мерки кај тие Кои пациенти. ги споменавте претходно? Да, и добра орална хигиена, посета често на стоматолог и доколку е можно елиминирање на тие медикаменти, доколку е можно, велам, Да. некои медикаменти мора да се земат. Понатаму, заменски препарати, навлажнувачи на устата, постојат во нашиве аптеки од типот на боракс, глицерин, кој што ја навлажнува устата, ја подмачкува, делува лубрикантно на оралната лигавица, а и препарати на вештачка плунка, кои што се составени од различни полимери и во главном делуваат лубрикантно, ја подмачкуваат целата орална лигавица. И третото, што е можеби и најзначајно, е кај индивидуи кај што е зачувано ткивото на плунковната жлезда и може да се предизвика лачење на плунка, да се предизвика стимулирано лачење на плунка. А тоа е со хемиска стимулација, хемиски предизвикано, најчесто со неколку капки на лимунска киселина или јаболкова киселина, тие предизвикуваат силно лачење на плунка, или едноставно джвакање на мастика, но без шеќери, со ксилитол, например, мастиката, механичкото джвакање ќе предизвика лачење на плунка. И повторно вештачки препарати кои што содржат медикаменти во самите препарати кои што освен што даваат една лубрикација на целата орална лигавица, доведуваат и до зголемено лачење на плунка. Интересни совети, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во денешното издание на Магазин Здравје. Со задоволство ве очекуваме на некоја друга тема од областа на болестите на устата и пародонтот. Благодарам за поканата и се надевам дека не им беше здодевно на гледачите, сепак и оваа тема е битна за отворивме, нив. имаме повод и за наредно гостување на вистина интересни теми кои се доста корисни за здравието пред се. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.